Во текот на денешниот ден до сега имаме регистрирано 13 пожари на отворен простор на територијата на државата. Од нив 9 се активни. Најголем, најкомплициран и најтежок пожар за гаснење е пожарот во Прилепско, Мариово и околината. Рано наутро, кон овој пожар се упатени 100 припадници на македонската армија, 25 припадници на полициските специјалци Тигри, 30 вработени во национални шуми, како и 2 тима на Дирекцијата за заштита и спасување со повеќе од 25 лица. Покрај нив, во гаснењето на овој пожар, носители се локалните прилепски пожарникари со подршка на пожарникари од Битола и неколку други соседни општини. Околу 10 часот во гаснењето на пожарот помогна и еден ер трактор на Дирекцијата за заштита и спасување. За жал, останатите 2 ер трактори се неисправни и не се во состојба да летаат. Истото се случува и со полициските хеликоптери, двата моментално се неисправни. Оптимисти сме дека во текот на утрешниот ден големиот полициски хеликоптер Ми-171 ќе биде функционален и ќе можеме да го користиме во текот на утрешниот ден. Има најави од УХМР за можен дожд на оваа територија, на територијата на Мариово и Прилепската околина, но за сега овие прогнози не се остваруваат. Покрај овој голем пожар во Прилепско имаме уште 2 пожари. Вториот пожар се наоѓа на територијата на местноста наречена Дервен, а додека третиот се наоѓа на територијата на село Смолане. Исто така во непосредна близина на територијата на општина Долнини, кај село Десово, имаме сериозен шумски пожар. Покрај овие пожари, активни се 2 пожари на територијата на општина Чашка. Првиот е на планината Мукос, пожар кој што во повеќе наврати се става под контрола или целосно изгаснат, но за жал повторно доаѓа до негово реактивирање или подпалување. Во гаснењето на пожарот на планината Мукос учествуваат вработени во национални шуми како и локални пожарникари, додека вториот пожар на територијата на општина Чашка се наоѓа во атарот на село Голозинци и село Мелница. Покрај овие пожари, активен и пожарот на територијата на градот Скопје над викенд населбата Катланово. Вчера бев на лице место, извршив увид, се работи за тежок пожар на исклучително тешко пристапен терен, каде што многу тешко може да се движи пешадија. Во текот на вчерашниот ден таму действувавме со еден армиски хеликоптер, додека денес во гаснењето на овој пожар активни се припадниците на Скопската противпожарна бригада, но тешкиот терен го отежнува гасењето на овој пожар, кој што пред се дава чадење и не загрозува ниту едно населено место. Останатите пожари ќе ги добиете како порака во Вибер групата на Центарот за управување со кризи.